На 3 кола до крајот, битката за директен влез во прва лига ја продолжуваат Македонија Ѓорче Петров, Арсими и Башкими, откако Брегалница ги загуби шансите за директен влез, па сега остана опцијата само за баражот. Ту Арсими со победата од 2-1 над Брегалница, а во дербито на 27-то коло на втора лига се проби на второто место и така сега тимот од Чегрн е многу близко да испише историја за влез во првата лига. Одлично чувство, прекрасно чувство, дури емоциите владеат уште. Голема победа за второ место со киксот на Башкими и со надпреварот кој што го добивавме денеска. Сме у табелата втори, еден бод после Македонија Ѓорче Петров со која играме после 2 недели. Зборовите се многу тешки сега, верувате ми, емоциите се владеат на големо ниво се. Имавме премногу шанси, искористивме само 2, требаше надпреварот да го завршиме уште многу порано. Од, не знам, 10-12 укажани многу добри шанси, меѓутоа најбитно на крајот е тоа што резултатот е во наша полза и со овие новите 3 бода сме конечно втори на табелата и сега амбициите дури ни се и за шампионска титула, зошто да не? И биде доста неизвестно за првите 2 позиции во втората лига, а дербиото од 29-то коло меѓу Арсими и Македонија Ѓорче Петров ќе решива и кој да биде шампион во втора лига. Верувам дека вашите камери кои што снима на надпреварот и после надпреварот, по завршување на надпреварот, можеа да фатат убави моменти од атмосферата која што владее кај нас. Не е работа ден за денеска, ова не е резултат на 1 месец, на 2 месеци, ова е работа, макотрпна работа, сериозна работа со луѓе кои што знаат и умеат да го подигнат клубот на повисоко ниво и од ден на ден ние се развиваме и сме се подобри и поголеми и посериозна екипа. Победи Осогово ремизира во единствениот меч без голови 0-0. Охрид со минимални 1-0 го доби Кожев кој е во голема резултатска криза, а пак Новоци со 4-0 го декласираше Вардарски кој е нов третолигаш, односно тимот од Богданци се враќа експресно во трета лига Исток. Нов третолигаш е и Борец кој се враќа експресно во трета лига Југ, откако загуби од Македонија Ѓорче Петров со 3-0, а пак Детонит Плочковица со 7-2 славеше над Беласица во Струмица. Башкими направи кикс откако одигра 1-1 на домашен терен со Скопје и така продолжува неизвестноста за местата кои директно водат кон прва лига. Најмногу голови имаше во македонска Каменица каде екипата на Саса преку пресврт со 4-2 славеше над Вардар Неготино. Веќе утре се играат надпреварите од вонредното 28 коло на втора лига каде Борец ќе го пречека Арсими, во Штипке се соочат Брегалница и Беласица. Детонит Плочковица ќе игра против Охрид на домашен терен. Во автокоманда со учување на 2 поранешни прволигаши, Скопје против Победа. Башкими нема право на грешка на гостувањето во Гевгелија кај Кожов, Осогово ќе го пречека Новоци, Вардар Неготино против лидерот Македонија Ѓорче Петров, а пак Вардарски ќе игра на домашен терен со Каменица Саса.